Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска и директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило Сашо Томиќ денеска извршија увид во градежните работи што се изведуваат во рамките на проектот за целосна реконструкција на градската капела на градските гробишта. Проектот во вкупна вредност од 36 милиони денари е поддржан од Министерството за транспорт и врски. Ова е проект кој што општина Куманово го има аплицирано директно во Министерство за транспорт и врски во износ од 36 милиони денари. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на ресорниот министер Николовски што истиот беше прифатен, потврден од страна на влада на Република Македонија и денеска веќе има изберано изведувач и се реализира. Предвидена е целосна реконструкција на градските капели и дел од просторот и партерното уредување околу нив. Верувам дека ќе заврши истиот во предвиден рок согласно договорот кој што ова ресорно министерство го има подпишано, претходно и распишано тендерска постапка. Воедно, токму од овде, сакам да ви информирам и вас новинарите и целата кумановска јавност за предстојните активности кои што планира општина Куманово во соработка со јавно претпријатие Чистота и зеленило Куманово и останатите јавни претпријатии и други општествено одговорни компании од градот да ја спроведе во пресрет на големиот верски празник Голема Богородица. Ги информирам сите граѓани на Куманово дека следната недела, значи 21, 2 и 3 август, ќе се организирано чистење на градските гробишта во Куманово. И воедно во оваа прилика сакам да ги поканам сите граѓани на општина Куманово кои што се сопственици на семејни гробни места на градските гробишта во Куманово да се вклучат во оваа акција, бидејќи тоа е и нивна обврска, впрочем, бидејќи се работи за сопственост и личен имот за кој што истите мораат да се грижат, а би се искористила можноста со вклучување на други институции и голем број на компании да дадеме еден достоинствен лик на градските гробишта така кој што доликува на местото каде што почиваат сите наши предци. Во оваа прилика однапред сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои што ќе се отповикаат на оваа акција за сиот оној смет и џубре што ќе остане од градските гробишта да го изнесеме и достоинствено да го дочекаме, пречекаме големиот празник Голема Богородица. Благодарам. Во оваа прилика сакам да ви информирам дека први што ќе се вклучат во една ваква акција се советниците на Присовет на општина Куманово, нели доброволно кој како милува. Имаме луѓе што се православни, меѓутоа имаме и муслимани. Тоа ќе биде покана од мене како председателка на Совет, заедно координирано со директорот, со градоначалникот да се вклучат прво тие како пример да дадат дека треба да се грижиме за нашиот имот и за таму каде што почиваат нашите предци. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово ноќеска по полноќ интервенирала на депонијата Краста каде што било пожарен отпад, информираа утрово од регионалниот центар за управување со кризи. Од јавното претпријатие Чистота и зеленило денеска соопштија дека континуирано се интервенира со нанесување на земја на опожарените локации на Краста, а вчера вечер според надлежните дополнителен проблем за повторното разгорување на пожарот представувал јужниот ветер. Депонијата се уште чади, работиме интензивно, хроничен проблем, познат проблем. Сабале се обратив до сите релевантни институции во државава, и до владата, и до општината, и до Центар за управување со кризи, бараме помош во опрема. Работиме со една машина која е изнајмена од приватна компанија, постара машина, со еден наш скип, нанесуваме земја. Добар дел од депонијава што имаше проблем вчера поради овој ветер што го имаше јужен и кој ја разгори депонијава. Добар дел од истава е саниран, меѓутоа Сабале и во моментот додека ја давам оваа изјава се уште дими, работиме, се трудиме, станува збор за голем простор. Дими и на разни места, мислам како да објаснам, не знам како да објаснам за јавноста, значи метанот излегува на повеќе, ги санираме на едно место, се појава на друго место и така во круг не врти, ветерот не прави проблеми, работиме, меѓутоа можностите се тие какви што се.
Кумановските пожарникари во текот на изминатото деноноќие гаснеле и опожарена сува трева кај поранешниот објект на хотел Куба во село Проевце, а сува трева и нискостеблеста шума вчера горела и во Липковското село Извор на површина од околу 6 хектари, пишува во дневниот билтен на Центарот за управување со кризи. Домот за стари лица Зафир Сајто очекува позитивен одговор од Министерствата за социјална политика и финансии за дополнителниот број на вработувања откако претходно одлуката за годишниот план за вработување во 2027 година помина на Советот. Во установата има потреба од повеќе профили, меѓу нив социјални работници, физиотерапевти и медицински сестри. Во овој момент имаме 172 корисника со тенденција, бидејќи сега имаме веќе прием на нови корисници, таа бројка со сигурност ќе се зголеми за неколку наши корисници. Сами знаете дека оваа бројка секогаш варира зависно од сместувачките капацитети, тоест од лицата кои или ќе починат, или ќе се одселат, или од некои други разлози ќе се преземат во некоја друга институција. Сами знаете дека ние имаме законска обврска, преку Законот за социјална заштита, секогаш треба да изготвиме социјален план, тоест план за вработување кај нас. Врз основа на планот на вработување, ние имаме потреба од 27 лица, но спрема нормативите, баш пред некој ден ги гледавме, може таа бројка да се зголеми. Како што знаете исто, Советот даде зелено светло, благодарно за сите советници, до председателката на Совет, бидејќи едногласно беше донесена оваа одлука. Истата е спроведена, тоа е спратена до нашето надлежно министерство, Министерството за социјална заштита, сега демографија и млади. Чекаме позитивен одговор од нив и после тоа се доставува документација до Министерството за финансии. Се надеваме за позитивен исход, бидејќи како ни е битно, еден од главните чинители е човечката работна сила во овој дом, бидејќи имаме голема потреба од вработување. Нашите вработени даваат надчовечки напори. Ние сами знаете дека 24 часа е домот во служба. Многу тешко, но пак ќе кажам, сите вработени даваат над 100% од своите работни ангажмани, тоест помагаат секој на секој само да добијат поквалитетни услуги нашите корисници. Највеќе ни е потребно негователки, но исто така имаме голема потреба, ние немаме социјален работник, немаме работен воспитувач, кој е од големо значење за нашите корисници, заедно со физиотерапевт, да ги оспособат, тоест да можат сите наши корисници да имаат витални функции, тоест самите да одат, да се движат, да се хранат и така натаму. Значи, многу категории ни се на вработување ни се потребни, но мислам дека работниот терапевт, социолог, социјален работник, медицински сестри, негователки ни се многу потребни. Исто така ни се потребни, се разбира, правници, сметководители и така натаму, но овој момент ги ставиме на страна, бидејќи водиме грижа нашите корисници да имаат поквалитетен живот и поквалитетна услуга. Ние имаме договор вклучено со ординација Габриела. Таа доаѓа 2 пати во неделата во домот. За жал, законот е сменет, законот за социјала повеќе не влегува во здравствените услуги, така да ние немаме лекар. Ние ќе покренеме иницијатива, заедно веќе разговаравме со директорот на домот во Прилеп, да покренеме иницијатива дека ни е потребен лекар, но за жал Министерството за здравството највеќе ќе го определи. Исто така, доколку има законски измена, ние ќе покренеме иницијатива, законската измена да биде во склад со нашите потреби, бидејќи тука сите овие луѓе што се, да не кажам сместени, имаат потреба од лекар, бидејќи сами знаете дека животниот век на луѓето се зголемува, но со тоа се зголемуваат и потребите. Како и многу наши сограѓани, ние исто имавме многу проблеми околу ова последно време, имавме неколку паднати дрва, имавме и скинати инсталации, прозори, проблеми со кровот, кровните конструкции, полуци, се тоа го решивме со донатори и со нашите заедно работевме да ги санираме овие потреби, бидејќи немавме финансиски средства за жал за таква некој опфат, и затоа сами со наши некои пријатели, како што кажав, и донатори, сето тоа го средивме и немаше, како што знаете, некои негативни импликации врз сето тоа, врз работењето на домот.
Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера Кумановец пријавил дека на улицата Ѓуро Ѓаковиќ пронашол зрно од огнено оружје во зид од објект. За време на вршењето на увид, жителка од истата улица пријавила во истото време дека на настрешницата од нејзиниот балкон паднало зрно од огнено оружје и предизвикало оштетување. Двете зрна се пронајдени и подигнати за понатамошна постапка, информираат од СВР Куманово. Вчера попладне уште еден кумановец пријавил дека на улицата Тоде Мендол пронашол зрно од огнено оружје. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово и се преземаат мерки за расчистување на случаите. За православните верници утре започнува Богородичниот пост во пресрет на големиот христијански празник Успенија на Пресвета Богородица, меѓу народот познат како Голема Богородица, кој се одбележува на 28 август. Во текот на овие 14 дена верниците се воздржуваат од мрсна храна и покрај телесниот пост се повикуваат на молитва и духовна подготовка за празникот. Инаку Успенија на Пресвета Богородица 28 август, петок, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Македонија. Царинската управа на Македонија соопшти дека на влезот на граничниот преимен Блато царински службеници запленија над 3000 парчиња игли и друга опрема за тетовирање, која што возач на товарно моторно возило се обидел нелегално да ја внесе во државава. Според Царинската управа, при детална контрола царинските службеници во возилото покрај иглите открија и 60 пакувања со вкупно 7,2 литри мастило за тетовирање, 150 парчиња маст и помошни алатки за тетовирање. По повод Меѓународниот ден на младите, Хера објави податоци од најновите истражувања кои покажуваат дека 1 од 4 ученици на возраст од 15 до 16 години се коцкал за пари во последните 12 месеци. Понатаму, кај учениците кои се коцкаат, уделот на проблематично коцкање пораснало 4,5% во 2019 година на 7,6% во 2024 година. Младите истовремено се соочуваат со невработеност, финансиска несигурност, предизвици со менталното здравје и желба за иселување. Коцкањето е прашање на јавно здравје, ментално здравје, финансиска писменост и заштита на младите, заради што Хера бара доследна примена на регулативата, строга контрола во рекламирањето, особено онлайн, ефикасна проверка на возраста и заштита на малолетниците, финансиска писменост, превенција и едукација за ментално здравје, како и бесплатна, доверлива и младински пријателска поддршка за младите кои што се соочуваат со проблематично коцкање.